Ден 15 од 30. Ајде да се подсетиме што се случуваше изминатите 14 дена. Првиот ден депозиравме средства во нашиот партнер брокер во износ од 500 евра и добивме дополнителни 500, па така почетниот капитал ни беше 1000 евра. Вториот ден беше ретроспектива од минатата недела, при што ги гледавме добитните трейдови. Третиот ден, недела, е секогаш ден за маркет анализа, а анализата ја правиме на нашиот YouTube канал. Четвртиот ден, официјално влеговме во позиција од акаунтот што го најавивме на самиот почеток. Петти ден, се уште сме во акција. Шести ден, позицијата заврши во стоп лос. Седми ден, влеговме повторно во трап со лош завршеток. Осми ден, маркетот завршува, а ние се припремаме за анализа. Деветти ден, ги анализираме позициите од претходните 8 дена. Десетти ден, недела, повторно ден за маркет анализа. 11-ти ден, ги оставивме траповите за неискусните и гледаме како ќе се одвива маркетот. 12-ти ден, одличен ентри на Audi USD. Бевме влезени пред експанзија и за краток период имавме одличен профит. 13-ти ден, момент пред влијателни вести. Маркетот е спор, а ние сме во исчекување. 14-ти ден, вестите одреагираа контра од нашата позиција. 15-ти ден, неделата ја затвараме со две позиции, едната е плюс, а другата е минус. Остануваат уште 15 дена до крај, а ти ако сакаш да дознаеш дали ќе бидам во плюс или во минус, заследи ме.